медиумската писменост на социјалните медиуми. Гостин кој друг ова утро, ако не Бојан Кордалов, комуниколог, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата и за убавата најава сега. Па нема друга најава, тоа е. На почетокот прашањето за $1.000.000 или вечната дилема, што се тоа инфлуенсери? Самиот назив, како што кажува, тоа се луѓе што вршат влијание. Меѓутоа влијание и во своите средини. Ние сме научени под инфлуенсери и инфлуенсерки да коментираме само луѓе кои што имаат десетици, стотици илјади следбеници и така натаму, меѓутоа некогаш можете да бидете влијателни во својата средина, во својата професија и со стотици, со илјадници. Најважно е каква содржина пласирате, која стратегија имате и дали се грижите за доброто на општеството и за вашите целни групи кои што сте ги поставиле. Со еден збор, една нова професија, која што веќе не е толку нова, меѓутоа кај нас како промените тешко се прифаќаат, уште години ќе се смета за нешто ново и ќе се дебатира дали е професија или не. Да. Дали е титула и како се стекнува таа титула? Не е титула, тоа е професија. Јас би сакал да потсетам дека пред децении, например и психолог, лице за односи со јавност, лице за човекови ресурси, IT, професии тие не постоеле. Значи едноставно работите се менуваат. Дигитализацијата, особено развојот на социјалните медиуми, овозможува денеска да луѓето кои што знаат како да ги искористат дигиталните алати, како да ги искористат технологиите, како да ги искористат вештините, може да направат своја професија, да заработат, меѓутоа и да направат конкретни промени во општеството. Тука го ставам акцентот, бидејќи не секогаш или многу ретко инфлуенсер значи дека вие треба некоја белја, популарно народски кажано, да направите, туку многу почесто значи дека вие треба да кажете нешто ново, да покренете некој јавно мислење, да водите некој процес или нешто кое што ќе направи промена. Добре, јасно е влијанието на инфлуенсерите во општествениот живот, особено кај младите. Постојат ли пишани правила и норми? И за да станеш инфлуенсер, се чини дека секој може да биде инфлуенсер. Треба ли да постои некоја обука за начин на однесување, начин на изразување? Има едно за сите студенти и студентки по право, па и правници, секако има една изрека, вика игноранција юрис ноке. Значи непознавањето на правото штети. Главната хартија или главната норма кога влегувате во јавен простор се законите. И секако дека вие имате право да правите се секаде, додека не загрозите одредени туѓи права или додека не ги прекршите законите. И тоа е тоа. Дали треба да има обуки? Да, но заради личен развој на инфлуенсерите и инфлуенсерките. Дали треба да има унапредување на вештините? Да, заради тоа што тие треба да имаат подобри тактики, техники, меѓутоа да знаат како да се постават во јавниот простор. Меѓутоа, дали ќе прекршите одреден закон, дали ќе направите грешка, зависи дали ќе сочиме со кривична пријава во тој случај, со прекршочна пријава, или пак едноставно ќе биде секако треба. И на крајот на грешта најголемата замка кај инфлуенсерите и инфлуенсерките е што во потрагата по кликови, по внимание, по влијание, значи ако вие влезете во тој вртлок да постојано направите нешто по-лудо, по-ново, во наводници откачено, не знаете каде да ќе завршите. Најчесто се забораваат етичките норми и правила на однесување, воспитување. Многу често забележуваме и многу често забележуваме и од повозрасните некој коментар нема домашно воспитување. Многу често го забележувам тој коментар. Добро, кој им дава право? Кој им дава право тогаш да кажат и да споделуваат што сакат и на начин на кој што го прават тоа? Се разбира, тука има исклучоци, не можеме сите да ги ставиме во тој ист кош, но ги има многу кои што навистина не внимаваат. Никога е критиката во прашање, па од друга страна не нешто дека ги гледам да пофалат. Многу е важно да се разбере дека влијанието кое што се врши остава трак, остава печат. Прво за вас, тоа што ќе го направите како инфлуенсери е предмет на можни последици, правни, законски, меѓутоа во исто време и последици врз луѓето кои што ве гледаат. И втората работа, денеска вие имате инфлуенсери кои што се многу повлијателни од некои печатени медиуми, например. Освен нивните веб редакции кои што се прилагодени на новото време. Значи денеска младите луѓе особено се присутни на интернет. И ако сакаме да ја промениме оваа работа, и ако сакаме да разбереме дека треба да траеме како луѓе во интернет просторот, треба да имаме добра стратегија. Да се совлечете голи,
да трчате преку улица кај што има многу коли, да не редам негативни примери, може да го направите еднаш, може да го направите два пати, понатаму веќе не е интересно. Само луѓето, само инфлуенсерите кои што имаат стратегија што сакаат да постигнат, која е нивната целна група, како сакаат позитивно да ги мобилизираат луѓето околу некоја добра кауза, се долготрајни и вечни. И на крајот на краиштата, да не забравяме дека инфлуенсери се луѓе кои што даваат совети за здрава исхрана, за вежбање, за учење на одредени предмети, за совладување на вештини, доктори кои што даваат совети. Значи постојат позитивни примери и колку повеќе тие ги истакнуваме и колку повеќе признаваме дека не е инфлуенсер само да сте вие Ким Кардашијан, туку е инфлуенсерка да сте вие и доктор, професор и така натаму, значи работник, градежен кој што давате совети како во домот нешто да поправите, толку поздраво општество ќе има. Се додека ние мислиме дека ако некој нешто скрши, направи и дека тоа нормално декнува во јавноста, дека тоа се само инфлуенсерите, а за жал ке зборуваме само за негативните страни. Добро е што ги споменавте докторите и психолозите, затоа што следните две прашања се поврзани нели на овој претходен одговор. Порано па и сега се уште за среќа во општественото живење влада еден систем на вредности, нели мора да поминеш одреден степен и ниво на едукација за да станеш нешто во животот, за да она што ќе го кажеш вреди, тежи, има некаква мерка. Дали бројот на следбеници е директно поврзан или право пропорционален со јачината, со силата на инфлуенсерот? И дали тоа така треба да биде? Апсолутно не. И на првото и на второто прашање. Нити е поврзан, нити треба така да биде. За жал, како секоја нова професија и во овој дел маркетинг агенциите особено, па и брендовите, лутаат, барајќи некаков критериум, некаков правилник, како некого да прогласат за инфлуенсерка и како некому да дадат бизнис во тој дел. Меѓутоа, она што е многу важно е да се види вистинското влијание. Бидејќи, пазите, тука има сериозни замки. Вие можете да купите лажни следбеници. Тоа многу често знае да се случува. Вие можете да имате одредени следбеници кои што сте ги добили на некој начин, меѓутоа понатаму ве тргнале да не ве гледаат воопшто или немате никакво влијание. Значи многу е важно какво влијание правите преку бројот на коментари, преку бројот на споделувања, преку бројот на продор во традиционалните медиуми. Значи она што вие го правите онлайн може да биде инспирација за вас да повикате некој инфлуенсер или може да не биде. Така што вие правите во реалноста е клучно прашање. И да, секако мора да се едуцирате, мора да стекнувате вештини и мора да се докажувате секој ден. Вие работите децени, јас работам децени, многу од нашите гледачки работат со децени, ние секој ден се докажуваме во нашата професија зошто вредиме. Ама не да се докажуваме некој друг, туку се докажуваме себе си, дека се напредуваме, дека се грижиме за добробита, се грижиме за она што е корисно во заедницата. Да, и така тоа се рефлектира во заедницата, нели? Така мора да биде и со нив. Значи, дали вие ќе дојдете на одреден подкаст, кај што имало можеби 100.000 гледаност, дали ќе дојдете во емисија кај што имало 200.000 гледаност, вие вршите влијание, вие сте своевиден инфлуенсер и не смеете под број 1 да го злоупотребите просторот кој што ви е даден и под број 2 мора да се грижите да тој простор остане здрав, свеж и да уште се збогати со нешто позитивно кое што луѓето што ве следат или гледаат имаат корист. Добро, дали мора бројките да значат? Дали масата може, односно јавноста може да одлучи дали некој е квалитетен, доследен пример за помладите и човек на кој што може да му се верува? Нели е понекогаш и предизвикувачки да се кликне, да се види нешто и потоа веднаш да се напушти таа содржина, а таа во меѓувреме ќе направи одредена бројка на... Токму тоа е ризикот. Регистрира. Да, токму тоа е ризикот за кој што зборуваме. Да. Најголемиот страф на еден инфлуенсер е дали утре ќе биде инфлуенсер. Бидејќи ако вие денеска направите 100.000 гледања, што дали ќе биде интересен. Така е. И вие секој ден се борите со себе. Како да обстоите на сцената, бидејќи како рековме, секој може да проба да биде инфлуенсер, значи дека ќе стане. И сега значи конкуренцијата се потенцијални, да речеме 8 милиарди луѓе во светот. Како вие ќе го најдете местото под сонцето, под небото, зависи од тоа каква стратегија имате, ама не за утре. Тоа за наредните 5, 10, 15 години. Значи, јас сум Стојче, јас сум
Катерина, не е важно, сакам да промовирам здрава исхрана, сакам да имам толку целна публика, на која што ќе давам такви совети, ќе работам тој ќе заработам на тој начин, но ќе ја задржам етиката и тоа е план за година 5-10. И ќе се едуцирам предходно. Ќе се едуцирам. Мора да имате основа. Не. Сега јас денеска да излезам и да кажам правам платформа за здрава храна, јас имам читано, имам некаква желба за тоа, ми тоа не сум стручен. Сите имаме читано, ама така стручен не сум фудбална телевизија, меѓутоа точно, ама не толку од нас да играат. Добро. Значи, да имате основа нешто да правите е поидовната точка. Зборувам, веќе откако имате, ако решите да се пробате во јавност, на дигиталните платформи, тоа ќе направите стратегија за година, 5-10, кај сакате да бидете, како ќе стигнете и како ќе ја направите и промената и ќе ја зачувате етиката заради себе. Бидејќи ние законите не ги почитуваме заради државата. Ние нормите не ги почитуваме заради владетелите, ги почитуваме заради себе. Ако ние немаме корупција, ние ќе живееме подобро. Сите ние, и нашите деца, родители, сите тука ќе бидеме среќни. Ако имаме, купи ден, продај, чекај, фати врски, направи, нема услуга квалитетна, па се борите. Тоа е последицата, исто и тука. Че се почитува заради себе. Би сакала да се фокусирам малку на начинот на изразување. Малку повеќе. Па да, добро, и тие постови кои што нели не само што ги пресликува, туку и во начинот на изразување, потоа непосреден помеѓу тинеџерите, младиве кои што ги следат инфлуенсерите, ги забележувам истите изрази, истите речиси влегуваат потоа во секојдневното комуницирање, во секојдневното изразување. Кој го контролира употребата на јазикот, на македонскиот јазик, на тој пост, на начинот на кој што е изразена некоја мисла, дали контролира некој што треба да се постигне, што се постигнува, дали е позитивен или е негативен ефект? Јована, мораме да појдеме од основата, тоа е образованието. Вие ако во државата имате слабо образование или образование кое што се намалува во својот квалитет, вие ќе ви излегуваат кадри, луѓе, кои што немаат добри нити јазични, нити други научни вештини. И тие луѓе ќе бидат и во медицината, ќе бидат и во инженерството, и во правото, и во инфлуенсерството. И секогаш кога бараме причина зошто некои генерации не се изразуваат доволно добро, не го познаваме добро јазикот, или еден од јазиците, причината е во образованието. Како сме излегли од клупите? Не едуцирани. Ние имаме два екстрема веќе во денешното образование. Првото е како да направиме вундеркиндс, значи стручњаци кои што се невидено најдобри на светот. И втора страна како да има колку да се пројде ради ред. Не постои стандард. Значи образованието бара да имате основа. Че го ќе излеземе од основно средно, да знаеме да се изразуваме. Не да бидеме ние професори по македонски или албански или турски, да не редам јазици, туку да знаеме да се изразуваме, да бидеме литературно основно писмени. Ете, ако некој не знае да се изразува, тоа е тоа. Значи, фалинката мораме да ја побараме онаму каде што почнала и оттаму да менуваме. Се друго е, како беше накрпено и монтирано. Се друго е крпење, поставување и купи ден продај стратегија што 30 години ја правиме и еве до каде не носи. Сега значи наместо ние да се фокусираме и да кажеме овие 10 инфлуенсери. Не зборувам овде, га зборувам во општеството. Дајте да се предплатиме, направиме follow, subscribe, што и да е. Затоа што она што го нудате квалитетно, издржано. Ни упорно се стискаме или subscribe, или лајкови, или дзиркаме кај оние другите и викаме страшно. И па потребно е малце да се промениме и себе си и да се фокусираме таму каде што ќе имаме и ние бенефити општеството. Треба ли ние повозрастните да дозволиме инфлуенсерите да бидат пример за следните генерации? Затоа што лично јас, не мора да е точно, меѓутоа имам чувство дека кога се офлайн тие не постојат, кога нема мрежа ги нема. Секогаш се замислувам како им било нашите родители кога сме лепеле постери по собите. Бидејќи во наше време инфлуенсерите беа на телевизија или беа во весниците и нели доаѓаат тие постери во Росица и во во Росица немаше, во наш свет темпо на средината, природна величина. И чекаш да дојде крајот на годината и едноставно тоа се твоите идоли. Не мислам дека е проблем нити младите денеска да имаат своји идоли, вклучително ке инфлуенсерите. Она што не смее да се дозволи е тој пример да биде погрешен за нивниот раст и развој. Да биде погрешен кај нивниот раст. Истиот, значи порано се сметало некој тип на музика
кој што исто бил популарен, дека може да придонесе погрешно од некој друг, кој што бил по-мейнстрим. Скинати фармерки, скинати фармерки, хеви метал, да не знам потоа. Значи едноставно денеска сето тоа изгледа малце поинаку. Значи едноставно мора да изградиме вредносен систем кој што се фокусира на развојот на индивидуата, на детето, кој што ќе покаже дали е во вистинскиот правец или не, меѓутоа почитувајќи ја и возраста, потребите на таа возраст и слободата што секој индивиду, особено кога сте помлади, сакате да имате, за да испробате различни работи во рамки на дозволеното и во рамки на, ајде, како се вели, нормалноста, за да се изградите како правилна личност. Сите тоа сме го правиле, но родител никој не може да го замени, возрастниот близок човек во фамилијата никој не може да замени. Образованието ништо не може да го замени. Тоа е најважната поента што треба во животот да се извлече. И тоа треба да го сватат образовните чинители особено. Кога се со децата, дека тие се незаменливи, не да се предаваат на трендовите. Бидејќи, знаете, вие денеска се борите за се. Како што ние се бориме да докажеме дека вредиме, така и наставниците се борат кај децата да докажат дека има зашто се наставници. Поента да не се предаваат, можеби за еден следен разговор. Може да, Бојан, благодариме.